мислам. Сакај ги само тие мисли во кои сум јас. Земи ме со тебе во Бејрут. Мојата собствена придружба ме ужаснува. Ти ќе останеш во Париз и ќе ме чекаш. Ми тежат зборовите што сакам да ти ги кажам. Земи ги меѓу двете дланки таквите зборови, изрочкај ги, изгази ги. Сакај ме без да ми ги кажуваш. Секој влакно од твојата коса да ги памти моите прсти. Запамтете влакна мои, едно по едно. Сакам овие очи во нив да ме скријат и впусти в мраци кај светоста умрена да ме носат. Абдула! Ме врти пенката на левава рака. Абдула! Абдула! Бенката под глуждот не е бенка, тоа сум јас. Не те врти глуждот, те вртам јас. Очи мои, раце мои, тело моje, како ќе се делиме? Нема да се делиме. Тргнат сум по идеја. Ќе посејам смрт меѓу мене и се што ќе се испречи на патот до неа, на патот до тебе. Сакај ме без да убиваш. Ако мора да се убива, поведи ме и уби ме мене на либанска земја. Либан не е земја, Либан е идеја. Јас сум во одбрана на таа идеја. Ќе се вратам во тебе како во земја. А кој ќе се врати во мене како во жена? Секоја полноќ во штамата на твојата душа ќе доаѓам како Божји бич во Париз. И ќе те љубам како шарпланински волк. Ќе завивам над твојата осама учејќи ги исламските тајни во бејрутскиот улема. На сите мичтахидун верзии, сите иџдихади. Верувај дека мојата хиџра и моето прогонство ќе бидеш само ти, Марија. Ничија освен моја. Ке те чекам, Абдула. По сите патишта по кои бегавме од нашата проколнета Македонија. Од твоето муслиманско село до мојата христијанска музичка академија од која ме грабна. Ке те чувам во моите бесолзени очи, како Хавса, керката на Омер што ги чуваше коранските ракописи. Ке те чекам во сите храмови на овој град. Ке те препознавам како единствена светлина во моето црно срце. Улема мој, прогонет мој, шиитски пролетеру мој, забранет љубовнику мој, не оди во Бејрут. Во мене изговарај ги сите молитви и тргни во сите хиџри. Харун ал-Рашид мој, Амир ал-Мансур мој, не оди во Бејрут. Сета надеж, надвор од нас неповратно е мртва. Во овој раскинат душевен храм во кого си единствен смртен Бог. Остани, Абдула. Марија моја, во Коранот пишува: никогаш не заборавај. Ако заборавиш, мојата казна ќе ти стигне на крајот на светот. Ти не си Исусова мајка, но го носиш незиното име и затоа пророкот не те заборава ни тебе, ни мене. Слушај, Бог ја избра Марија меѓу сите жени. Абдула, ако те убијат во Бејрут... Гледај, никој да не ме убие во твоето срце. Во моје отсуство дружи се само со Бога и со никого друг. Бог не го гледам по париските улици. Го прогонуваат, затоа не го гледаш. Не оди! Остани, Абдула. Во кој свет да остана Марија? Во овој свет, во кој мршојади катаден го газат лицето на Бога. Во овој свет каде што нема место за љубов. Немам каде да те љубам.
од мене инструмент на твојот мир. Благодарност и слава на Бога, Господарот на световите. Таму, каде што има омраза, да ја заменам со љубов. Само Тебе те обожуваме и само од Тебе бараме помош. Таму, каде што има раскол, да го заменам со единство. Упатине на вистинскиот пат и на оние врз кои не се излеал Твојот гнев. Таму, каде што владее лага, да блесне вистина. На оние кои не го изгубиле патот кон вистината. Таму, каде се е обвиено во мрак, да родам светлина. И речи: барам заштита од Господарот на зорите против мрачната ноќ што настапува. Бисмилахи, Рахмани Рахим. Абдула! Направио Севишен, да не барам утеха за себе, а другига да утешувам. Да не барам да бидам разбрана од никого, а секого да разбирам. Да не барам да бидам сакана од никого, а секого да дарувам со љубов. Зошто никој не повторува? Не оставајте ме сама. Колку земјата е полна со изјаловени занеси и прегазени тајни.
на сам ден голема Богородица. Пасе в овци на границата кај што е пресечена Македонија, на македонската граница. Нешто ми шумеше во грмушките, нешто ми лазеше во тревата, нешто ме лажеше бучењето на водата и одеднаш едно лице со искршен апарат на вратот се измолкна од гранките и ми рече само Виен. 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 Виен! Се сеќавам само на тој збор и на ништо друго. Јас не знаев француски, а тој молчеше додека се љубевме, опрости ми Господе и Божја мајко! Бев осуден на 10 години робија за сексуални контакти со странец од непријателска земја. Во затворот научив да тажам, а кога излегов на слобода, ја формирав фолклорната група професионални тажачки Жална Македонија. Марија ја изгледав со тажење. Ми избега пред 9 години. Се залюби во Абдула и очи појќе не ми ја видоа. Уши не ми ја слушнаа, колку што е моја, толку нека биде. Колку што е ничија, толку нека биде, колку што е од Бога. Бог нека ја прости. Бесно куче керко те сретнало, те сретнало керко ем каснало. Се рекове керко да си бараш, тада не мош керко да си наеш. Драга мамо, да можеш да дојдеш и да видиш како во мене се рушат лажните цркви на моето надворешно молчење. Мамо, појди во Слојштица по Црни врв, кај Левтерија Кочовска, да ти направи Амајлија за да ми го чува од силата зла правороденото ми дете, што ниту ти го знаеш, ниту татко му го знае. А тоа, ваква каква што сум, поарно мене да не ме знае. На, 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 на. Мамо, крај мене тече канализацијата на европската цивилизација. Испрати ми горско цвеќе. Испрати ми копија од иконата Благовест. Испрати се ти. Ке ти умра, мамо. Рано во недела на сена постела. На, 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 на. На, 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 на. Мамо, ми недостасува затворот во кој за прв пат ме научи на слобода. Испрати ми ја Македонија во конзерва за ран зеленчук. На, на. Bonjour, ma chérie. Bonjour. На кој јазик пееш? Пејам на македонски.
Оти само на него тајните можам да си ги искажам, а никој не го разбира и ретко кој го признава. Еве, јас не го разбирам, а го признавам, ако тоа нешто ти значи. А што дека јас пеам неизабени од француски, кои сите го разбираат, а малку заработувам. Амбилан, 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 а Пари, а Пари, а Пари. Амбилан, 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 а Пари, а Пари, а Пари. Вие се враќате од некаде? Да, се враќам од Елисејската палата. Точно е дека се враќам. А по која чест? Повеќе 7 година барам локација за палатата на мојата резиденција. Не ме разбира. Знаеш што, пиленце мое, па ти сигурно си зборувала директно со Бога. Знаеш ли со кого имаш чест? Никаква идеја. Јас сум папа. Императорот на клошарите со юрисдикција на Стариот континент. Аншанте де вуконетар. Папа, папа, колку сладко звучи, папа. А која беше ти? Марија. Марија! Марија, имаш исклучителна чест да бидеш поканета на вечера што ќе ти ја приредам сега и на лице место. Чувствувај се империјално, диши слободно, опушти се. Се ќе направиме сега и без одлагање. Папа, јас не го заслужувам тоа внимание, папа. Инаку во слободно време сум колекционер на женски очи. Твоите очи слободно ќе влезат во антологијата на мојата пасија. Ако тргнам од очите на Клеопатра, преку Сафо, па и Света Тереза, и ако ги вклучам очите на Есмералда и Елеонора Дузе, свечано ти ветувам дека во мојата ригорозна селекција ќе влезат и твоите очи. Во чест на твоите очи, непозната Марио. Папа. Распнати се моите очи одовде до Либан. Ни сама не си ги знам за своји. Устата да ти се позлати, папа. Секој си има свој Либан, непозната Марио. Don't worry, be happy. Утре се ќе биде поинаку. Во дворецот што ќе го изградам, ти ветувам значајно место. Ќе изградам воздушен дворец. Ако треба, ќе изградам и алтернативна Елисејска палата. Во Сена ќе го навртам Ист Ривер со Тихидон. А од кај беше ти? Од Северна Византија. Од каде? Јужна Југославија. Од каде? Дел од бивша Македонија. Од каде било? Ти сигурно си тука дојдена со некоја уметничка цел. Да, би можело да се рече музичка амбиција. Папа, слушај, папа. Дај Боже семоќен и севишен, од очите на оваа непозната Марија да истече невиден и нечуен звук. Дај Боже да зачне со твојот музички дух и да ја слушне сеопштата тага од мене до вечноста и назад. Благословена да си, ќерко Марио. Папа,
Слушай, папа. Моцарт, прости ми што те свирам на уста. Тоа не е ништо во споредба со злочинот што на 7 април 1989 е извршен над моето име. Замислете, еден век по фрлањето на моето тело во општата гробница за сиромаси, на 5-тиот канал на француската телевизија се појави череп за кого што извесен експерт тврдеше дека е мој. Вложувам остер протест до Европскиот парламент. Па има ли друга работа оваа некрофилно имбецилна Европа, освен тоа што врши аукции на суперструктурирани мртовци? Ме бараат во непознат гроб, а ме продаваат во интерконтинентални аудиовизуелни аранжмани. Па тоа е насилие без преседан. Не го давам никому мојот череп! Моцарт! Мадам? Не ве познавам, но тоа воопшто не значи дека не би можел да водам љубов со вас. Прости ми, Моцарт, но твојот череп така еротски прозвучи во мојата самотија. во книгите што ги читаш, меѓу редовите бела празнина од која извира моето црно лице. Кажи ми, Абдула. Не мрдај! Не мрдај! Остани во таа положба. За тебе сум дојден во Париз. Од Русија доаѓам вија Ерусалим. Однели за мене само еден месец. Вака како што си, неподвижна, гола и гладна на коленици во истиот кревет. Я здесь, конечно! Ќе уништам, во пепел ќе ја претворам сета моја камена и метална емиграција, само за да ја направам единствената скулптура во мојот живот. Нововековна Марија! Ти гарантирам влегување во историјата на вечноста. Слушај, непознат странче, делкај воздушни ноти во твојот камен. Што направив јас, руски емигранту, пријателе мој. Јас не сум јас. Немам инструмент. Под мојата кожа се шетаат сирените на мојот личен крвожеден ад. Слушаш ли? Средоземни црви ријат во мојот мозок над љубовниот гроб. Forte, fortissimo! Слушаш ли? Над љубовниот гроб! Forte, fortissimo! Forte, fortissimo!
Во Париз се е мирно и неутешно сум сама. Што има ново во Бејрут? Од Ерусалим носам судбоносно важна порака до тебе. Од Абдула. Зборувај. Во 7 црни, метални, блиндирани кутии ти испраќа 7 уникатни накити чисто злато да го чуваш до вашата свадба во Бејрут. Кутиите се наоѓаат на улица Жил Верн, 382, кај слепиот моден креатор Јосиф. Како е Абдула? Абдула никогаш не сум го видел. Го видел човекот од Ерусалим, што ми рече да ги пренесам овие зборови. Абдула, изусти само еден единствен збор што ќе го прелете Средоземното море. Изусти го, за да слета на врвот на мој таен брег што безнадежно те чека. Абдула! Абдула! Марија! Абдула! Марија! Абдула! Ве молам до Бога, дали сте ја виделе некаде мајка ми Марија? Никогаш во животот. Jamais de la vie. Niemals im Leben. Рене Ренуар, не се познаваме. Кожата ти мириса на смрт. Француски воен репортер. И постојан жител на лудницата Света Ана во вечна потрага по производството на смрт на планетава. Доаѓаш од Сараево преку Бејрут. Тоа беше единствениот отворен коридор. Ти си гол во распетлани алишта. Се грозам од униформи. И од источни, и од западни. Се грозам од петлици и еполети, од футроли и звездички, од опасачки и чизми и од сите видови огнено и студено оружје. Изми. Зошто во пижами? Пижамите се единствената облека во која човештвото би требало да не произведува смрт. И? Зошто дојде кај мене? Во Бејрут, на аеродромот, ме пречека еден непознат балкански шиит по име Абдула. Ми рече да го продам најголемиот моден креатор во Париз, условот е да биде слеп. Според информациите што ја поседувам во лудницата Света Ана, ти си единствениот, затоа дојдов кај тебе. Каква е ова шиитска инвазија од страна на Либан во моево ателје? Утрово добив 7 кутии од кои ми шетаат морници, а сега ти го бараш креаторот во мене. Кажи ми, што треба да шијам? Остави ги кутиите! Не ги допирај. Овде има 520.000 долари. До полноќ да ја пронедеш Марија. Да иземеш мера да купиш 12.000 метри најдобра свила од Тибет, од Кјото, од Бомбај, од Багдад. Да ја направиш венчанен фустак што ќе личи од лево на црква, од десно на џамија. Со прсти да не ја допреш, со игла да не го шиеш. Утре напладне ќе дојде човекот да ја одведе на свадба во Бејрут. А фустанот да го донесеш на аеродромот Орли, зона 4, излет 8, во 12 часот и 45 минути.
$520,000 za fustan. A вие доаѓате од градови од каде што е започнал светскиот пекол. Мислевте ли во воздушниот коридор Бейрут-Сараево, кој ќе ги заштити децата што секојдневно умираат со очи свртени кон спасот што го нема? Модеј креаторе, Монк! Јас лично подалеку сум од трагичната вистина за светот по нас и надвор од нас. И немојте вие што седите во модните салони и ги шиете богатствата и раскошот на крвавата тирания на парите да ми кажувате како умираат децата во светот. Повторувам, без очи, без игла и без допир, до утре напладне. И устата ти мириса на смрт. И за да не ти мириса на смрт мојата уста и мојата кожа, сошите ми фрак и донесете го на аеродромот, ќе дојдам гол да го облечам. Имам посебна причина од интимен карактер. Марија! 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 J'ai l'impression de connaître quelque part. Je ne crois pas. Au revoir. Јосифе мој, ова ли се кутиите со свадбениот накид? Марија, зошто сите пратки, сите љубовни пораки и свадбени дарови минуваат преку мене жив? Тоа ли е Божјата казна за мојата света и возвишена љубов кон тебе и кон твоето непознато дете? Човеков ми донесе $520,000 да ти сошијам свадбен фустан. А како? Како да ги потрошам единствена светлина во мојот вечен мрак? Јосифе, Јосифе најмил мој. Јосифе, сестро. Ке купиш 200 метри чешлан кашмир и 720 метри кинеска свила. Од Константинопол ке одјаваш на обосен конј. Ке се качиш на првата вечерна звезда и ке појдеш во Азербејџан за да го донесеш бисерот брош што го носела принцезата Наби. Оттаму ке завртиш на Даблин. Ке го најдеш гробот на господјата Модгон, ке го откопаш и ке го земеш волшебното огледало што и стои меѓу градите. Во Кремљ ке го побереш појасот на Катерина Велика, што и стојал врзан околу незиниот папок, додека незините љубовници паѓале мртви пред незината моќ. Во Фиренца ќе дојде Бокаччо Адимари и ќе ти даде гаќи што ни ги облекла неговата мртва невеста со 328 детали од Библијата везени на рака. Ке појдеш во Македонија, ке го побереш цветното гушаре на принцезата Косара, ќерка на ослепениот цар Самуил и змија отровница што и го украла од ковчегот.
се вратиш и ќе го направиш тој фустан храм, за да го облечеш моето тело, мојата душа, мојата сенка. Облечи ме во црква ден и црква ноќ. Сокри ме некаде безгрешен Јосифе мој. Соши ми небо, што ќе го допрам со врвот на моите усни, до кој ќе се вознесам во бестежинска состојба, во прашинка, невидлива за ничии очи, како што сум за твоите сега, за секогаш и за вечни векови. Марија, од една кутија нешто капна врз црната свила. По мирисот не можам да откриам што е. Отвара една по една. Во првата има дамаски прстен. Во втората има багдадски смарагд. Во третата има балбек, бесценет брош. Во четвртата има белегзија од Газа и Ерихон. Во петата има персиски гушник со бисери од мртвото море. Во шестата има либанска диадема. Абдула мој! Абдула мој, зошто толку злато? Зошто за мене злато? Во катран сум за да ме удавиш, во жива сода сапун да ме свариш. Не требало ништо, ништо. Зошто си се трошел света далечино моја? Бегај лажно послание од Бејрут! Бегај, витосај се! Јосифе, сестро, што значи насон бело да белиш, а црно да носиш? Марија, љубов моја, значи најаве во бело да пееш, а црно да закопуваш. Значи најаве мене да ме сретнеш, од моиве очни длапки бистра вода да пиеш. Значи најаве од моиве живи прсти Божји рани да носиш. Значи најаве да ти сошијам невестинска риза. Значи најаве да не те гледам, а да ја слушам твојата античка тага. Бесплатна проститутке што никогаш нема да те видам, зашто сиот мрак го излеав во недопирлива светлина од која што дрочат моиве вечно темни очи. Марија, љубов моја, мајко на моето непознато дете, донеси ми го само еднаш да го погалам по косата. И земјата ќе ти ја сошијам од вратот до утробата. Донеси го на прва и последна вечера, пред да одите на тој закуп, на таа свадба, за да му кажам единствен збор, збор светлина и збор надеж, што го кријам во ковчегот на мојата вечна ноќ. Боже мој, ако ме слушаш, меѓу милиардите што зборуваат со тебе, чуј ме.
Татковината ми ја украдоа како ефтина обетка фрлена на ѓубрето на историјата. Немам народ кому да упатам апел за спас. Немам маж на кого би му ја доверила својата тајна. Тој што беше единствен свет војник остана искасапен на парчиња во 7 црни кутии во бејрутскиот улема. Абдула! Марија! Мајко! Марија! Абдула! Марија! Мајко! Марија! Направио Севишен да одлета мојот неподвижен кревет на местото каде што се суши неговата крв. Марија! Мајко! Направио Севишен како пеперуга да ја остава мојата безгрешна ларва на твоето вечно око. Марија! Мајко! Ана Божигробска! Марија! Научи ме да умра! Научи ме да умра, Марија! Зар ти не си мртов? Кој овде, Јосиф? Никој! Значи ти си. И зар твоето тело не беше фрлено во реката на пците, и зар твојата рака не беше испратена во 7-та кутија од свадбениот накид? Во мојот иклас и во мојот ихсан тргнат сум во борба против самиот себе си на Божиот пат, што ќе рече Ал-Джихад, Ал-Ахбар. Точно е дека бе фрлен во реката на пците, но не беше стигнат Ал-Хасар, судниот ден. Стигната беше само 6-та американска флота која нема никаква врска со судниот ден. Оваа рака што ја немам, ја пресеков за Марија да знае што е љубов. Точка по тоа прашање. Абдула сум и жив сум. Каде е таа? Марија? Марија се самоуби во незината мансарда на Монмартр. Беше пронајдена гола во искршениот клавир на кого не свиреше од кога разбра за твојата смрт. Погребот е закажан за утре. Ќе дојде мајка и од Македонија и татко и од лудницата Света Ана. Детето има обезбедена иднина во домот за сираци Огис Бланки. Единствена непријатна околност е што ти си жив, а таа те знаеше за мртов. Жалам. Жалиш што сум жив или што не сум мртов? Немам ништо против вашиот погреб во Париз, но јас имам закажано свадба во Бејрут. Фустанот што ти е платен, да биде утре напладне кај што ти е речено. Абдула! 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 Твојата рака и стоеше
Kada nema ni ogan, ni voda. Kada nema ni zemlja, ni vozduh. Kada go nema ovoj svet, ni onoj svet. Kada nema ni sonce, ni mesečina. To mjesto se vika da ne odiš, da ne dojdeš, da ne bideš, da te nema. Krajot na Bolkata se vika to mjesto. Aerodrome Orli, ne poznavaš li? Толку сум жеден во овој проколнат европски Рамадан, што можам да те испијам на екс. Нека напише твојот тривијален и порнографски печат. Аеродромот Орли испиен на екс од еден неидентификуван балкански шиит. Не ме познаваш? Пред 9 години таа одовде ме испрати за Бејрут. Знае со уста да го свири Моцарт. Знае да пее и мртовец да разбуди од длабок сон. Знае зошто треба да биде спречен екзодусот на шиитскиот пролетаријат. Знае на чиј повик тргнав одовде во Јужен Бејрут за Балбек и Бека! Денес, твоите редовни линии на Панам, Air France, Qantas, Парис, Нью-Йорк, Парис, Монтреал и Парис, Лос Анджелес во еден миг ќе престанат да функционираат заедно со сречните 742 патници во овие блудни точки на западниот разврат. Само 21 грам последен хит експлозив од чешко потекло. По 7 грама во 3 различни фризури. Твоите строги аеродромски контроли се уште не вклучуваат миење на глава. Јасно! Од моето заминување во Бејрут до денес има точно 112.000 мртви! 112 наспроти 742! До ден сум во Европа за да изедначам! Се сеќаваш ли сега на мојата Марија, аеродроме Орли? И никој не ја познава во овој град. Не може никој друг, освен слепиот креатор и едно до смрти сплашено дете од домот за сираци Огист Бланки да не ја познава. Слепецот вели дека ќе погребува денес, а јас треба да ја носам на свадба утре. Уште колку има до зеди сонце. Ќе пијам воздух, шетајќи по твојот нервен систем, аеродроме Орли, трагичен пријателе мој! Се сеќаваш ли што ми рече таа овде на твојата писта, во твоите воздушни порти, каде што започна мојата улема и моето враќање кон Бога? Се сеќаваш ли на мојата Марија што ми рече: ќе те чекам до смрт, Абдула, како кадија што го чекаше пророкот во сите прогонства од Мека до Медина. Ќе те чекам како Хавса што ги чуваше коранските стихови во зениците на своите суви солзи. Ќе те чекам, Абдула, и одовде ќе поидеме во нов љубовен поход кон Египет и Сирија преку Андалузија до Бејрут и оттаму до Калкута. Зошто молчиш? Одговори! Безлично чудовиште на меѓународното воздушно лудило! Одговори кога ти се вели! Ќе најдам меѓу твоите намерни патници два случајни сведоци кои се затекнаа овде на денот на моето заминување, кои знаат што рече
како рече мојата Марија што ја избрав меѓу сите жени на светот. Сестро, застани. Само еден збор да ти речем. Каде со Господ? Утрово, токму најдал фитар, последниот ден на рамаданскиот пост, ми телефонира од Бејрут дека е искасапено на парчиња пред редакцијата на весникот Оријан Лажур телото на мојот маж, улема мој, Абдула син Мехмедов, македонски муслиман, конвертиран балкански шиит и светски дух. Ке одам да го закопам. Тоа не е тој, тоа сум јас. Бисмилахи, Рахмани Рахим. Марија, Марија моја, тргнуваме веднаш за Бејрут во овој миг. Закажана е свадбата, нарачан ти е фустанот, сплетен ти е венецот, нарачан и оркестарот, мртовци ќе свират, а живи ќе пеат. Исус ќе дојде од Голгота, од Мухамед од Мека, Буда изрезбан во дрво. Ќе дојдат и сиријски генерали, американски заложници, француски новинари, македонски мајки, ирански представници сунити и шиити, еврејски левичари и деца од 36 религии да ни пеат за нас! Марија моја, дојдов, ти се врати. Аеродроме Орли, тоа не е тој! Тоа сум јас! Што бараш овде? Зошто бегаш од домот за сираци? Денеска напладне дојде човекот од Бејрут. Ми рече дека тој ми е татко. Ја бараше мајка ми. Ми рече дека ниедна вода во светот не може да го измие нејзиниот грев. Јас му реков, господине, сигурно имате грешка. Имате можеби погрешна адреса. И тој? Тој ми ја стегна главата со двете раци и долго се молеше. На заминување не ме погледна. Сега кога имам јас на овој свет? Боже, Боже, зошто ме остави? Од сега ме имаш само мене. Нигде и никого немаш. Од сега ќе живееш само со мене. Ќе ме водиш по патиштата на оваа злогласна планета. Ќе ги одбираш сите бои на сите платна, од кои соши фуста на твојата мајка. Ќе жалиме со креација, зашто таа не беше слична со никого и заслужува да биде оплакувана како никој. Јас не можам да плачам. Суви ми се очите. Ти ќе плачеш за мене. Јас ќе имам заробени очи во твоето срце, а ти ќе имаш слеп и верен татко во мојата тага. Ајде да одиме.
što te majka po svet odbara, što te majke na groba Što сега grobnina glata, zašto majke mladosti zacrna, zašto majke ognište ostavi, svadba majke grobari svatovi, pesna majke večno zboguvanje. Hej, čoveku što te gledam, da li ti me gledaš mene i da li si ti toj što go baram? Gospođo Ana, jaz, što cel život izdestov od centarot na svetot, od centarot na smrta, a ne znajev дека od nas se rodil život. Oda možev da te razberam i da umram da ne žalim. Zboruj, te razbiram s oči. U zatvorot te sonuva videli noć. Ja sonuva tvojata desna raka kako mi go briše čelot od pota, a prstite ti beja kako razcvetani gluvarčine i razvejani od vetrot. Ebe vaka. Se porodiv vo prisustvu na jedan zatvorski stražar koji mi beše dodeljen denonokino da me čuva. Misleja дека ќе избегам. Немаше каде да се бега. Беше време на црн комунизам. Им ги копаа очите на нашите светци по македонските цркви и манастири. Го судија да лежи в затвор и Бог во мене и на Бог над мене. Чупето ми го зедоа. О, Марија растеше во затворскиот дом. А јас постојано се прашував. Кој си ни? Што си ни? И од кај си? Marija ne javi da uživa. Ama Gospod samo mene me pronajde vo crnata tolpa u Bejrut i preku mene go poroča neziniot venčelen fustan. Imam jedna molba do tebe. Zajedno, ti i jas, v ovoj suden čas, da je oblečime naša ta neutešna Božica. Vjen? 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 Vjen?
кога дојде ти овде, како наеднаш да се промени пейзажот во оваа бедна од изобилие Западна Европа и како да ги изговорам оние проклети зборови што овде имаат значење? Што сакаш да ти купам, Света Ано? О Боже, дали да му кажам или да не му кажам? Или да ја затворам устата со 9 катанари? Еј, купи ми игла за крпење на душа. Искината е. Сторена е парам парче. Купи ми игла за крпење на душа. Витанова! Кантикум новум, Витанова! Странци, вие, што минувате покрај мојот жив гроб, дојдете и видете што се продава овде. Овде и никаде на друго место. Сега и никогаш повеќе. Ја продавам мојата душа. Мојата душа! Свежа, што тука од кината од мене. Навали народе, бесплатно е. Свежо проверено, без пестициди, без полуција, без радиоактивни наслаги. Странци, минувачи, овдешни луѓе. Застанете и купете си парче душа. Асортиман, цивилизацијско покритие. Никој не купува соништа во овој град. Секој сон мириса на непознато цвеќе. Кантикум новум, Витанова! Кожа не можете да си смените. Сменете си душа. Трансплантација на душа. Сега и никогаш повеќе. Овде и никаде на друго место. Кантикум новум, Витанова! Кантикум новум, Витанова! Господјо, продавате ли душа од мајка? знаете за Марија? Никој Бев сведок на нејзиниот последен нервен слом кога сакаше да го задави. Ти! Бев сведок на нејзиниот последен нервен слом кога сакаше да го задави сопствениот син. Што? Да го задави сопствениот син. Ти! Никој толку долго гола не ја запознал како мене. Беше единствениот човек на земјината површина кој веруваше во мојата уметничка игнина. Кога доаѓаше да се соблекува во моите провизорни ателија за да ми позира, го чувствував мирисот на незините клиенти. Што? Го чувствував мирисот на незините клиенти.
Ја видов за последен пат во петокот на мостот на уметностите. Ми умре враце. Што? Ми умре враце! Тоа е 7-миот човек. А првата жена што умира на овие раце, кои заедно со 200 годишнината од Француската револуција ќе го прослават својот 50 годишен клошарски јубилеј. И кога стегајќи го со собствените канџи му велеше: бегај во Бејрут кај твојот мртов татко. Каде? Во Бејрут кај твојот мртов татко. Чувствував разнобојните раце кои гмечеле таа потрошна нежност. Ја гледав како се тресе Слеана со црните париски дождови што капе од незиното лице. Што? Црните париски дождови што капе од незиното лице! Бездетен сум. А сите ме викаат папа. Но начинот на кој што Марија ме викаше папа е неповторлив. Ја завиткав во еден мантил што го најдов во авенијата Клебер. Под мантилом немаше ништо, беше сосема гола. Повтори! Беше сосема гола! Бегај во Бејрут кај твојот мртов татко. Да не те гледам пред очи. Јас немам ништо. Ти не си мој. Ти си негов. Оди. Заврши ги тие крвави универзитети. Верувај во 100 религии, само во луѓето не верувај. Сине мој, копиле мое. Бегај во Бејрут кај твојот мртов татко! Сакав да ја овековечам во камен, а таа беше само за акварел. Јас не знам да сликам акварел, а таа никако не влегуваше во камен. Еднаш направив камена интервенција во низиното живо тело. Сакав да ја созидам во камен, но ми се рушеат зидовите. Таа не беше завод зидови, таа беше птица, а јас не знам да скаменувам птици! Кога ја закопував, како целиот Париз, цела Индо-Европа, нејзиниот омилен континент, како да викаше папа, папа. Од тогаш не ја видов. Но верувам дека ќе се врати. Премногу тага остави на животот за да не се врати. Јас верувам дека ќе се врати. Ќе застане на едно место. Ќе застане на едно место. Ќе биде неподвижна. Ќе биде неподвижно. Подвижна. Ќе има лице од душа. Има лице од душа. И од тоа лице, Тоа лице, од таа душа, таа душа, ќе изградам црква на новата светска сиромаштија. новата светска сиромаштија. Ако сакате, можете и вие да дадете добро. Молк белосветски ѓубриња, молк аеродроме, писти и привиденија, ушти јавни тоалети. Се што кажувате ми се лепи за кожата. Се гадам од вашите зборови. Смрдат на смрт вашите зборови. 12 милиони жители на овој град ќе спакувам во вреќи за ѓубри, ќе ги сврлам во реката на пците во Бејрут. Ќе направам црна свадба, ќе прекинам во воздух 327 летови на ден. Никој ништо не знае за мојата Марија, а таа не е таа е некоја друга. А тој што треба да ја бара не е никој друг, тоа сум јас. Ако не е жива таа, Бог за секогаш е мртов. Абдула, ти си мртов во Бејрут. Не во Бејрут, во една жива смрт. Јас живеам мртов живот и дојден сум да те заколам.
Убиена сум од љубов кон тебе. Се е завршено, Абдула. Се освен љубовта. 10 години од Ал Джихад до Ал Ахбар. Од Дулема до Баалбек. Ништо не научив во старите исламски книги, освен твојот лик. Мојата скришна црква во која се молев 5 пати на ден, клекнат на коленици, влюбен во земјата што беше ти. Дојдов овде да завршам со тебе и да те однесам во земјата безбожна и невиделија. Ме гледаш? Не те гледам, те дишам. Ако ме дишиш, ќе ти го отворам срцето и ќе видам што криеш внатре. Во него кријам огледало, во кое си само ти. Ако го најдам, моето око во твоето срце, и него ќе го издробам наситно, никогаш да не те видеше. Знам се од врат на Венеро на рулет. Знам колку вреди црната трговија на твоето дело. Знам колку четоморства истекле по париската канализација предизвикани од твојата света верност. Толку знам што земјава не ќе ме собере пред да те помножам со смрт. Животот трепери пред смртта, како што трепери ова се уште неотворено срце пред твојата љубов, слушајќи ја заканата за својот крај. И не разбудувај ја љубовта во мене. Зошто ќе умре во мене моето јас? Тој мрачен деспот што дојде да ти го отвори срцето и да го покрие со ноќ. Абдула, влегувај во мене со сесиот Бејрут што го носиш во здивот. Бисмилахи, Рахмани Рахим. Бисмилахи. Бисмилахи, Рахмани Рахим. Бисмилахи. Алама, Алхима. Господо,
безбожни народи, луѓе убийци, војници, мајки, жени и деца. Денеска на Бејрутскиот аеродром ги венчава мојот мртов татко и мојата мртва мајка. И звукот на сите верски храмови не го декнува во мојата радост. Татко Абдула, дали ја земате за жена мојата мајка Марија? Ја земам. Зошто јас ја доведов како заложник во овој град Бејрут, во оваа земја Либан. Зошто ја сакав од балканските џамии до Христовото распетие на Голгота. За неја бев и сум во борба против самиот себе си. За неја ги држев најтешките рамадански пости. За неја лунцав од Мека до Медина. За неја го покрив Парис со сиот љубовен и исламски очеј. Ја земам зошто знам дека ќе ја спаси оваа земја. Зошто ме чекаше поверна од сите Пенелопи. Зошто знам дека Бог ќе слезе во незините вечно зелени очи и ќе ја спаси оваа загадена планета. Мајко Марија, дали го земате за маш мојот татко Абдула? Јас, Марија, што му реков да на Божиот пратеник. Јас, Марија, што се плашев да ја откријам вистината за мојот син. Марија од еден далечен народ, откажана од собствената во полза на општата радост, што живеев со моето дете пред вашите кучешки пубели и собира фалишта пред вашите врати. Јас, Марија, што доаѓам од Ин до Европа, од антиката и од паганската мртва крв. Мртва жена на мртов маж и мајка на изгубен син. Ве прашувам вас, ќе оставиме ли на трпезата малку место за странецот? Ќе оставиме ли во фонтаните малку жива вода за странецот? Ќе оставиме ли во нашите цркви малку простор за странецот? Ве прашувам вас, што молчите. Вие молчите, а јас, вашата Ахасверка, викам да! 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 Овде слушам некого што требаше да оди, а не е тргнат. Што требаше да умре, а не е умрен. Што требаше да дојде, а не е дојден. Јас сум дојден. Севишен, прости му на мојов мрак, што се видов и се знам.